Владата добро да размисли, да изанализира и да изнајде начин како да им помогне на така наречените големи компании кои се соочуваат со енормно високите трошоци за струја, порачаа уште еднаш од Организацијата на работодавачи. Секако и мислам дека ова времено намалување на цената на електрична енергија на берзите е времена работа и дека тоа нема да остане така, што значи владата мора да ги направи сите анализи и да ги изнајде сите можности да помогне и на компаниите кои се на либералниот пазар, затоа што тоа по правило се поголеми компании со поголем број на работници и многу помали компании кои се на регулираниот пазар и се субвенционирани, зависат нивното работење е поврзано со големите компании. Предност според Димитров секако треба да имаат оние компании каде струјата учествува со поголем процент во конечниот производ. Порастот на цената на електрична енергија нема компанија како што не влие на порастот на трошоците на работење или на цената на чинење на нивниот производ. Со тоа што се разбира дека во секој сектор не е исто, во некои сектори тоа е поголемо учество, во други е помало. Значи секаде онаму кај што учеството на електрична енергија е поголемо, во цената на чинење има одредени проблеми во работењето. Во последните владени мерки за спас на стопанството донесена е одлука околу 150 компании кои произведуваат прехранбени производи да плаќаат повластена цена за струјата од 80 евра за мегават час.